Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во денешната емисија ќе добиете одговори на најчестите прашања поврзани со невролошкиот развој кај децата од професор доктор Филип Дума, невропедијатар при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професоре, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добро ве најдов, поздрав до вас, поздрав до слушателите. Нова топло време, не негде шетаме, ама наместо да прошетаме, овој пат седнавме во студио, но потоа ете ќе излеземе надвор и ќе испиеме едно кафе на сонце. Докторе, од што зависи добриот невролошки развој кај децата? Дали е условен од генетиката, од начинот на кој што се родило бебето, значи од комплексноста на породувањето, доењето, стимулациите од средината? Големо прашање. Добриот развој зависи од сите тие фактори, тоа е мултифакторијално. Прво зависи што носи со себе, дали увид некои перинатални проблеми, некој проблем за време на бременоста, проблем за време на раѓањето. Дали има некоја генетика, конгенитална мана, ако е тоа се во ред, зависи од околината, исто така стимулирана, мислам се е поврзано. Стимулацијата од околината е многу битна и околината се подразбира семејството, понатаму како расти предшколските установи, школските установи, сето тоа си има улога во растот и развој. И правилната исхрана, исто така и игра улога, посебно обезбедување на исхрана која што обезбедува потполно надокнудување на градежни материјали за организмот и витамини кои што се неопходни за организмот. Тоа значи доколку е неизбалансирана исхраната може да дојде до некои невролошки проблеми? Може да дојде до развојни проблеми, а тие развојни проблеми секако се одразуваат и на мозокот, така да. Професоре, потребни се масти во исхраната кај децата? Мастите се дел од исхраната и се незаменливи затоа што прво се дел од системот на изградба на организмот, друго се дел од енергетскиот систем на организмот, а трето, посебно незаситените масни киселини, кои се дел од тие масти, имат статус на витамин, тоа се омега масните киселини, кои што имаат статус на витамин и се неопходни за развојот на мозокот, така да мастите, исхрана без масти кај едно дете кое што е во раст не е дозволено. Бидејќи оние што имаат проблем со тежината, понекогаш се стават на некои форми на диета кои што исклучуваат масти. За поголеми диетите сега се балансирани и за тоа би требало некој диетолог да кажеме, и тоа се избалансирани, предпоставува дека детето ќе има комплетна исхрана, значи ќе има субституција на сите елементи што се важни за изградба на организмот, меѓутоа тоа е за покасно во животот. Ако зборуваме за едно доењче кое што е на доење и е крупно, кога ќе престане со доењето, веројатно ќе се изравни и нема да биде дебело. Ако зборуваме едно доењче кое што е на вештачка исхрана и е крупно, веројатно дека понатаму ќе остане покрупно, така да битно е кој што е внесено и како е внесено. Она што е Божјиот рецепт обезбедува правилен развој. Она што ние се вмешуваме, треба да знаеме како се вмешуваме и како ја спроведуваме таа исхрана. Значи, доење во првите месеци од животот, тоа е идеалната исхрана, меѓу другото и за оптимален развој на мозочето. Ако е на доење, треба само Д витамин и евентуално покасно субституција на железо и тоа е тоа што е неопходно за правилен раст и развој. До негде 6 месец од животот, после тоа се внесуваат постепено други храни. Тоа е веќе дел од педиатријата, не дел од неврологијата. Во денешно време повеќе не се хранат со кравчско млеко, има адаптирани млека, кои што исто така дозволува да едно доењче правилно се развие, иако не е на доење. И тука се доаѓаат до изрази другите фактори кои што се за правилниот развој. Значи, ги имаме сите предодредени услови да, независно дали од доење или на вештачка исхрана, се развие како што треба. Она што е за нас невролозите поубаво е да биде на доење, затоа што тогаш емотивната врска помеѓу мајката и детето е многу почврста и многу поквалитетна. И тоа не значи дека ако детето е на вештачка исхрана дека нема да развие емотивна врска, така да не одиме кон никој на една страна, меѓутоа доењето секако е многу поедноставен, поприроден и помалце напорен начин за исхрана на доењчето во првите 6 месеци од животот.
Од раѓањето до првите 3 години од животот вела дека мозочето многу интензивно се развива. Дали во тој период е исклучително важен допирот? Точно ли е дека децата кои што се гушкани, кои што чувствувале љубов, имаат подобри врски помеѓу нервните клетки? Мозочето се развива интраутерино најбрзо. Затоа мозокот мора да постигне комплетна контрола на функцијата на организмот. Од тоа нешто што допираме, од тоа што их чувствуваме топло-ладно, чувство на допир, од тоа дали знаеме кај ни е раката, кога се храниме, може со затворени очи да се храниме. Од регулирање на хормоните и така натаму. Кога ќе се роди доенчето, главата е негде 1/3 од димензиите на телото. Мозокот расте до 3-та година и најинтензивно, и после 3-та година може ќе порасне до крајот на животот, што е сантим 2, значи онај обем на глава што го има на 3-3,5 години останува веројатно за целиот живот со мали разлики. Тоа е така направено затоа што без мозокот организмот не може да функционира и така направено, така функционира таа работа, така да во првите 3 години се стекнуваат најголем дел од вештините, тие се градат во текот на целиот живот, меѓутоа во првите 18 месеци се стекнуваат моторните вештини, до 3-та година се развива менталното разбирање, се развива говорот, когнициите и други работи се развиваат многу покасно. Меѓутоа, првите 3 години се критични за развојот. Фактички во текот на првите 18 месеци во моторниот развој е сублимирана целата еволуција на човекот, од мајмун до вертикализиран човек. Има алтернативни начини на развој, тоа значи ако едно дете лази, се рачуна исто како да оди и ќе лази спретно, кога лази спретно. А толку 18-19 месеци ќе лази спретно, после тоа ќе види дека не може со врсниците, ќе се исправи, ќе почне да оди, така да. Има многу варијанти на тој развој, не се развиваат сите исто, затоа имаме во развојот од до, значи проводува да кажеме од 13 до 17 месеци, некој ќе проводи на 10 месеци. Меѓутоа, ако после 17 месеци не проводи, тогаш има да се уклучува на аларм. Алармот. Така. Ние се трудиме тој аларм да го вклучиме многу порано, видовте нашиот тим со Валентина, и да видиме дали постои ризик за да се тоа штетување и да почнеме многу порано стимулација. Стимулацијата е единствен начин на кој што нешто се постигнува. Значи, се што ќе направиме во животот треба да го научиме. Посебна стимулацијата е битна во текот на првите години од животот, а посебно пати во текот на првите години од животот доенчињата, малите деца се приемчиви за таа стимулација. Кога видите едно мало дете, например 18 месеци, влезе во соба, точно во вас гледа и точно знае на која страна каде што има, каде има некој апарат што е џижан да стиска, каде може да направи некоја билја, каде може нешто да излучи. Со сите комуницира во исто време, така функционира тој организам мултитаскинг и да, допирот е битен. Значи, првата работа, првата емотивна врска која што се развива помеѓу мајката и детето во породилиштето, затоа сакаме сега да бидат заедно мајката и детето, тоа е ај контакт, поглед со очи. Значи, кога се погледнат со очи, тоа е првата емотивна. Колку што е битна за новороденото, толку е битна и за мајката. Така. После тоа, првиот квалитетен контакт е доењето. Дури и законот разликува новородено пред доење и новородено пред доење. Ако стане некој проблем, ако стане некој злочин, тогаш пред да го поеде и детето, мајката е многу помалку одговорна отколку кога го подоела детето, така да и законот го познава тој контакт, а секако близината, стимулацијата, било која надворешна стимулација е битна за развојот на новородено на доенче, затоа што на тој начин ја осознава околината, учи околината, така ги учи и навиките. Например, земе колку е тоа стимулација битна, земе усвоено дете. Усвоено дете секогаш личи на родителите кои што го усвоиле, многу личи на родителите кои што го усвоиле. Зашто? Затоа што стимулацијата, ние личиме фенотипски, генотипски, имаме еден лик, меѓутоа онака како што не гледат луѓето, не гледат како комуницираме, го гледат говорот на телото, гледат мимиката што имаме. А тие ги учиме тие што се околу нас преку стимулацијата. Така да секогаш ќе кажеме, ева усвоено дете личи на посвоителите, на родителите. Така да тоа е природен процес кој што го дала мајка природа, да на тој начин повеќе се створи емотивната врска. Емотивната врска, посебно во првите години, е главен двигател за развојот. Понатаму ги учиме, децата учат, да се снаоѓаат во околината и така натаму. Тоа веќе зависно од интелигенцијата. Професоре, ќе им дадеме можност и на гледачите денеска да постават прашања, но овој пат онлайн на нашата страница на Facebook Телма Амбуланта _0 М+ на телевизија Телма. Во нашиот инбокс можете да поставите прашања, а потоа ќе биде направена
селекција и ќе гледаме да одговориме, професоре, на повеќето прашања од гледачите, но сепак ќе се држиме на денешниот концепт, да можете што повеќе прашања да појасните кои што се предвидени за оваа емисија. Кога бебето ќе се роди, тоа треба да има некакви рефлекси. И сега педијатарот обично знае да тропне на постелината покрај бебето и се очекува некаква реакција од него. Што се очекува да се види? Бебето ќе се роди, мозокот е недоразвиен, значи не се завршени тие процеси на развивање на мозокот, тој процес се вика мелинизација и постои една група на примитивни рефлекси, така се викаат примитивни рефлекси, кои што фактички со зрење на мозокот се губат. Тоа е рефлексот на цицање, тоа е рефлексот рутин кој што мајките кои што имаат новородено би требало да го искористат, да го научат новороденото да цица. Кој ќе му наслони нешто на образот, ова е наједноставно, да се го покажеме пластично. И го наједноставно се движи на таа страна кај што е обично тоа градата се движи и ја фаќа градата. Значи има рефлекс на мајмунски рефлекс кој ќе му ставите нешто на рацете и на нозете, фаќа со рацете и нозете. Тоа е што го спомнавте вие мора рефлексот, а ако со паѓањето е парашутинг рефлексот, тоа е се покасно. Значи, тоа е серија на примитивни рефлекси поради незавршена мелинизација и како зрее мозочето, така тие рефлекси постепено се губат. Прво се губат. Професор, извинете што ја прекинувам, некош ќе окренат бебето, велат оди со ноџињата. А тоа е рефлекс на чекорење, не е одење, него тоа е рефлекс на чекорење, исто така има рефлекс на дорзалниот дел на стопалото, па ќе одопреме стопалото под нешто и исправа ногата нагоре, тие се дел од примитивните рефлекси кои што понатаму ќе се губат, меѓутоа треба да бидат присутни кога ќе се роди новороденото, затоа што нивното отсуство имплицира дека има некој проблем со развојот. Се губат прво во будна состојба, после тоа се губат во спиење, а понатаму како завршуваме тој процес на мелинизација, се губат одбранбени рефлекси или постурални рефлекси, положени рефлекси, тоа значи кога ќе паѓа, ги испружува рацете, тоа е парашутинг, рефлексот на падобранец, или ако го бутнеме на страна прави ова. Така да тие се одраз на зрењето. Ако се тие рефлекси асиметрични, значи примитивните рефлекси, ако не постојат или ако се појачени, некоја патологија, ако не се развијат постуралните рефлекси, исто така значи за нас е некоја патологија. Иначе за родителите не знам дали би можеле да ги предизвикат тие рефлекси, меѓутоа да објасниме што значат. Понатаму, после одредено време се развиваат рефлексите кои што се остануваат рефлексите кои што може да се испитат во текот на целиот живот и фактички се споредуваат со адултната неврологија. Меѓутоа примитивните рефлекси ни се многу важни затоа што така може да процениме како функционира новороденото. И тоа го прават неонатолозите, не е поштено да кажам дека ние треба да направиме, затоа што примитивните рефлекси се дел од неонаталниот преглед. А професоре, треба ли да се стимулира рефлексот на фаќање, бидејќи некогаш родителите ги отварат дланките на бебето, па стават прст или пак некој тврд предмет за тоа да држи? Си игра тој рефлексија тука и он се што ќе му се стави ќе го фати. Меѓутоа не го фаќа свесно, него го фаќа рефлексно. Ќе помине време додека не почне свесно да ги фаќа. Така да и тоа што ќе почне свесно да фаќа, граспинг рефлексот полека ќе се изгуби. Прво се губи на нозете, после тоа на рацете. Иначе и на стопалата го има истиот рефлекс. Кога ќе ги виткаат Да. Иначе може да му се дадат двата прсти и да проба со својата мускулатура да се исправи. Меѓутоа не сме да го тера да се исправи, пред тој да сака да седне или да се исправи. Значи, он момент кој ќе биде способен, кој ќе мускулатурата се развие доволно, да го подржи ербетниот столб и да подржи карлица, тогаш и детето ќе се исправи. Не треба пред време да се очекуваат работи што ако се исправи сам на 4 месеци, ако почне да седи, тоа е негова вештина и не треба да се враќа назад. Меѓутоа не треба да се тера на сила, така. Некои ќе почнат на 5, нормално од 7 до 9 месеци. Значи потребен е и невролошки развој, невролошка зрелост за детето да може да седне? Потребен е зрелост на организмот за да почне да седи. Треба да биде ербетниот столб припремен и треба мускулатурата која што го поддржува тој ербетен столб припремен. Ако го направиме пред тоа, ќе направиме деформитет на ербетниот столб, така да никош не се прават на сила, он момент кој ќе се дојдат сами работите, само ќе се А кога станува збор за невролошкиот развој, на што родителите треба да внимаваат во домот? Треба ли да следат моториката на рачињата, ноџињата, дали некој раче го штиви бебето? Врзано ли тоа со невролошкиот развој? Тоа е врзано со невролошкиот развој, меѓутоа родителите емотивно ги гледат децата, така да мора да има развојно следење сепак на ризичните деца. И мора да има матичниот лекар и лекарот кој што пообјективно може да ги види. За жал има многу
тешки состојби кога родителите емотивно си го гледаат детето и колку е напредно, видиш што беле напред се качува, тука се качува, тоа после тоа излегува АДХД, не секојаш. Меѓутоа и не може да им се наљутиме на родителите затоа што си го сакаат детето и затоа што емотивно го гледаат и затоа што го ценат многу високо. Меѓутоа сепак се потребни тие квалификувани кадри кои што ќе ги спознат ризиците и кои што ќе спознат дека детето се разликува во својот развој од околината и да ги издвоиме колку што може порано за да може да ги стимулираме, да може да спречиме развој на одредени болести. Во развојот е битно да почнеме да третираме болеста, мислам, она што е пореметување во развојот пред да се развие дефинитивно пореметување во развојот. Зошто е тоа важно? Ако кажеме церебрална, ако имаме развиена церебрална парализа, тешко нешто да може да промени. Значи може да промени многу работи во квалитетот на животот, меѓутоа во болеста не. Ако имаме развиен диагностициран аутизам, тешко може да промениме. Мозокот има една одлика која што се вика пластичност на мозокот и баш како пластилин може да се модулира. Колку е помлад организмот, толку е поголема таа пластичност. Постои на секоја возраст, тоа со студентите го зборуваме. Возрастен човек ќе се шлагира, ќе има хемипареза, меѓутоа ќе се исправи, ќе почне да оди, ќе ја влече едната нога, ќе функционира. Тоа е дел од пластичноста на мозокот. Што тоа значи друг дел од мозокот презема? Па мозокот се реорганизира да почне тогаш кога може, не секогаш е тоа може. Колку е постар човекот, потешко иде тоа. Кај мало дете, например, доминацијата на хемисферите се формира на 3 години. Значи на 3 години знаеме дали сме дешњаци или леваци. Ако имаме формирана доминација на хемисфери пред 3 години, тоа е некоја патологија. Тогаш треба родителите да видат дали може да биде патологија, не мора да биде патологија. Класично е развојот на говорот. Говорот е секојаш центарот за говор, секојаш најчесто не секојаш во доминантната хемисфера. Значи, ако има оштетување на таа доминантна хемисфера, предпоставена доминантна хемисфера, затоа што многу рано не е доминација воспоставена, со соодветна стимулација може да се пресили говорот во здравата. Меѓутоа тоа до 3,5 години кога се формира говорот. После тоа не можеме тоа да го направиме. Значи горната граница е 3,5 години. 3,5 години, 4 години. После тоа не можеме да ја пресилиме. Тоа се формира доминацијата и тоа веќе се тие работи се завршени, дефинитивни. Додека не се дефинитивни, ја користиме пластичноста на мозокот и опишано е тоа кај многу пациенти кај што оштетена е доминантната, обично левата, и центри за говор се префрле во десната. Во десната постојат исти такви центри кои немаат никаква функција, понатаму мислам има друга функција. И тоа не во однос на директно на говорните способности. Што тоа значи? До која возраст родителите да толерираат ако детето не зборува? Доколку има таков проблем за да почне да се стимулира? Со незборување, стимулацијата се почнува веднаш. Не чекаме да има дефинитивна диагноза. Стимулацијата е дефектолошки и логопедски третман. Сега за среќа логопедите се адаптира на новите и работат фантастично, се адаптира на новите сваќања, зашто порано претпоставува дека треба да прават рехабилитација на говор. Значи, ако има некој развиен говор, па пореметен говор да го рехабилитират. А сега учествуваат активно со окупационите терапеути, со дефектолозите во стимулацијата на говорот и тоа е многу битно. Така. Значи, веднаш им ќе видиме дека касни со развојот, треба да почнеме со стимулација, а многу често се случува да имаме фамилиарно касни зборувачи кои што наједнаш ќе прозборат на 3,5 или 4 години, така да... Значи, тоа може да е генетски предусловено? Не генетски или фамилиарно, како и да е, ако таткото или мајката касно прозборела, може да биде многу лесно и кај детето. И тоа немаме време да си дозволиме тој луксус да чекаме 4 години дали ќе почне да зборува или нема да зборува и затоа почнуваме со соодветна стимулација. Многу деца денеска користат екрани. Значи им се става од најмала возраст пред нив мобилен телефон, таблет и слично. Јас сега сум јас со телефонот, но за прашањата од гледачите. Значи... Точно ли е дека брзите стимулации во рана возраст може да предизвикаат состојба наречена псевдоаутизам, односно детето да не зборува и сето тоа да наликува на аутизам? Невролошки проблем може да се јави? Во денешно време екраните, мислам, мобилните телефони се она што е основната сфрка комуникација, социјални мрежи, гледање на филмови, гледање на телевизија, движење низ град, ако сакате негде со карти, значи незаменливи се. Ако ја имам некој диагностички проблем, ќе го отворам мобилниот, значи информацијата исто така може да се добијат преку екраните, така да се дел од животот и се неопходни, не може да бидат исфрлени. Негативното дејство е кога ќе
треба да бидат замена за љубовта и за грижите на родителот. Кој родителот е, например, самохрана мајка, кој што треба да работи, кој што треба да обезбеди дома да го обезбеди, ќе го остави детето пред телевизор цел ден. Да седи, затоа што кога гледа телевизија седи мирно. И зависи што гледа. Голем дел од децата затоа прво учат енглески, зашто кај нас нема симултани преводи. Па после тоа го учат македонскиот или мајчиниот или албанскиот јазик. Па после тоа имаме проблеми и родителите викаат детето знае енглески, ние па зборете енглески, ама ние не знаеме енглески. Или има проблеми со граматиката, затоа што прво размислува на енглески, па ја проба македонската граматика или албанската граматика да ја преведе во склоп на енглеската граматика, така да тие проблеми стојат. Значи, проблемот настанува во момент кога екранот е замена за вниманието на околината, за мајчината љубов, за она што треба да биде во семејството. Онај момент кога се комбинира како што треба, е само придонес на подобар и поквалитетен развој. Значи, не треба, дури она играње што е глупаво, се учат како да манипулираат со компјутерите и информатичката револуција дел од нивното време се повеќе и повеќе. Значи треба да биде избалансирано. Значи не треба да се отфрли, но треба да колку сати да биде на компјутер, колку што вози точак, толку да биде на компјутер. Исто е битно да има стимулација на моторниот систем, да вози точак, да игра топка, да си биде со другарите, да се научи да комуницира со другарите. За жал ги гледаме денесните адолесценти седат во една соба и преку мобилен вака се комуницираат помеѓу себе. Така да не се само адолесценти, постари се, затоа што мобилниот е одавна тука. Еве сега јас ќе го земам мобилниот во рака. Докторе, имаме прашање од гледач кое што е поставено на нашата страница на Facebook, Телма амбуланта, _0 импулсна телевизија Телма. Мајката прашува дали е нормално 5-месечно бебе да има постојана потреба за скокање, дали е тоа здраво, дали треба да го прави, да користат ли џампер. Ова е повеќе веројатно за ортопед прашање, но ете дали ако тој начин на движење и ако така сте го научиле да скока, тоа ќе сака да скока затоа што му е дел на комуникацијата. Оно скока, вие се смеете. Не е ништо лошо во тоа, се дека не се оптоварува непотребно карлично. Значи не треба само да треба да му се помогне во тоа, иначе. А дали движењето, скокањето директно е врзано со развојот на невролошкиот систем? Треба ли на поголемите деца да им дозволиме да скокаат, да рипаат, да се качуваат на дрва? Врзано ли е тоа со развој на мозочето? Развој на моториката спретноста е врзана, секако. Меѓутоа, качување на дрва, не знам, јас сум растан во битола еден период по кровови, по дрва и по тие работи, така да колку идем забраните, они ќе си најдат начин, меѓутоа во денешно време има проблем да ги избркаме децата надвор дома. Така. За да учествуваат. Скокаат дома, по фотели, по кревети. Тоа е лоша средина, затоа што ако се удри од масата, може да се повреди. Треба да се внимава на тоа. Мислам, сам треба да се научи да внимава. Ако е здрав и прав, обично ќе внимава. Ако се удри негде, после тоа е школа на животот. Така. И точак кога возиме, паѓаме така. И здрави деца паѓаат од точак. Така се учи доста од искуството. Секоја стимулација е битна за развојот на моториката, секоја стимулација надвршна е битна за развој за менталниот развој, за когнитивниот и така натаму. Изолацијата е најлоша работа што може. Сега видовме со изолацијата дека кај старите се од психијатриски проблеми, психички проблеми. Така да човекот е социјално животно и му требаат контакти. Професоре, дали е нормално бебињата кога плачат да ја затегнуваат мускулатурата? Да. Да? Се зависи колку таму и тоа. Некои жлегуваат од тие, а ако плачат, ако зоѓаат, тоа е друго. Што значи ако зоѓаат? Тоа значи кога го изгубат здивот, тоа го прават волно, од 6 месеци до 5 години, тоа е зоѓање, од 6 до 5 години може да го задржат здивот и при тоа не почне автоматски да работи дишењето додека не се насвестат. Оној момент кога ќе се насвестат, ќе почне да се дишат нормално. Тоа е многу стресна ситуација за родителите. Да, но тоа не е болест. Здрави деца се тие кои што во комуникација со родителите научиле дека на тој начин може да ги контролира родителите, да си ги исполнат своите желби. Сакам надвор, не може надвор, пуп. Сакам играчка, не може играчка, пуп. Така да или некој што на појаки дразби реагираат, ќе се удри, ќе се повреди и тоа е тогаш ќе ги прави тие работи. Што родителите да прават во тие моменти? Само на страна да се постави, ништо да се пика во устата, бочната положба која за водачки е доволна и ќе почне само да диши. Не може да се оштети мозочето во периодот дека детето не зема воздух? Веднаш ќе се изгуби
чим ќе се изгуби свеста, почнува автоматски процес, пошто тој е многу јак на дишење. И битно е ако имат нешто во устата да не се задува, затоа ги поставаме во бочна положба и да бидат легнати, затоа што во тој момент доаѓа до пад на крвниот притисок, крвта праѓа и може да остане мозочето без воздух. Значи, кога држат исправено, ако го тресат, може повеќе да се оштети мозочето. Значи, најдобро да го легнат во бочна положба. И друга работа, тоа е на вид на театарска представа, детето е гумец, родителите се публика, ако не му викат браво, нема да ја повторат представата. Едноставно кажам. Значи, родителите треба да ја контролираат ситуацијата. Некои деца се попаметни, поспеа да ги контролираат родителите, така да... Меѓутоа, после 5-та година престанува сега. До 5-та година, значи, овој проблем е присутен. Ако го држат исправено, тогаш може да направи прави напади, пак не е епилепсија, меѓутоа, поради хипоксијата може да направи. Може да дојде и до напад. Со тресење, со помодрување и така. Професоре, ќе пуштиме еден блок реклами тука, а почитувани веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Имаме уште многу прашања кои што треба да бидат одговорени на тема невролошки развој кај децата. Останете на Телма. Професор доктор Филип Дума е гостин во студиото на Телма. Со него разговараме за најчестите невролошки проблеми кај децата. Професор, имаме две прашања од гледачи кои што се поставени на нашата страница Телма Амбуланта _0M+ на телевизија Телма, секако на Facebook. Еве го едното од нив. На моето дете му е диагностицирана Роландова епилепсија. Имаше 7 години и искривување на устата на почеток дења, потоа само во ноќните часови, на почеток терапијата била депактин, а потоа му била воведена и кепра. Искривувањето во последните 2 години му се повторува на неколку месеци. Дали има шанса да се повлече овој проблем? Ако со обично роландичната е бенигна епилепсија, се јава само во ноќ, во спиење. Во будна состојба не би требало да се јави, тоа е центротемпоралната бенигна епилепсија, која што сама проаѓа до крајот на пубертетот, дури во некои земји не се не лекува, а коите во Америка нема да ви дадат лек, затоа што 3 години или 4 години ќе примат терапија која што сакале не е токсична, а за тие 3-4 години сами ќе се прекинат нападите, ќе има 1, 2 или 3 напади, дали вреди да се даде терапија уопште. Ако има и во будна состојба, тоа по дефиниција исклучува центротемпоралната, тогаш е на кај, мислам дека беше Панајоти синдром, кој исто така бенигни. Ако се парцијални напади, некојаш титрирањето на терапијата е многу битно, значи терапијата треба да по тесни дози да биде иститрирана. Не знам зашо би отишле на кепра, тука е подобра опција окскарбамазепинот или карбамазепинот. Меѓутоа би требало и левитирацетамот со соодветно дозирање би требало да постигне ефект. На крај ќе да знаеме дали се работи за роландичен или не, кој ќе помине пубертетот, ако продолжат нападите или не продолжат, така да ќе видиме, вака како што тоа што бил напад во будна состојба некако ми исклучува роландичната, меѓутоа не значи дека е малигна епилепсија. Веројатно биле направени и магнети и сите други работи, така да иако сметам дека тука идеална терапија би била окскарбазепинот или карбамазепинот. Така. Јасминка прашува за незиното 2,5 годишно дете, кое што изговара само неколку зборови. Прашува дали е време да појдат на логопед. Исто така детето имало операција од кила пред 1 година. Можно ли од страв да се случило некое нарушување на говорот? Не, машко женско. Синче, значи машко. Машките се обично поспори, ако тие зборови ги спојува во реченица сакам вода или дај вода или така некако, тогаш е тоа нормален дел од развојот. Изговарање на неколку зборови секако може кај машко да биде нормален дел од развојот, меѓутоа не е лошо да се направи една проценка дали е така или не е така. Ако има свој говор, некој нејасен говор со кој што попрва да комуницира, многу брзо тој говор ќе се развие во прав говор. И ако има многу голема стимулација од цртани филмови, од тогаш е тој во двојазична зона и може поспоро да се развива. Така да треба се направи на процена, сепак да се види дали без паника, без никако, затоа што додека дојдете наред за процена може да се деси да прозбори. Меѓутоа, вака како што ми кажувате, подобро да се направи проценка непотребно отколку да се испушти периодот кога може да се развие говор.
Адријана прашува за незината ќеркичка која е 2 години и 3 месеци, живеат во Германија, значи изложени на германскиот јазик и македонски. Вели дека детето не може да склопи сложени целосни реченици, бидејќи понекогаш кажува 2-3 збора на македонски, останатото е на германски, што да прават во една ваква ситуација? Дали склопува мешана реченица, тоа е битно. Значи, она учи билингвално, мада по новите сваќања билингвалноста не би требало да се разликува од учењето на еден јазик, меѓутоа во предност ќе биде кој ќе научи два јазици, затоа што после многу полесно ќе учи трети, четврти и пети јазик, така да 2 години и 3 месеци е многу рано за развојот, треба да го следат тој развој и во Германија секако дури матичните доктори кои што ги гледат ќе направат таа проценка кога да редовно на матичен доктор, така како што треба, така да ќе им дадат соодветни насоки кај додат и што додат. Проблемот со западните земји затоа што таму ако треба логопедски третман, логопедот ви доаѓа дома. Па кој ќе дојдат тука од запад вика па ништо не правиме. Доаѓа логопед, да, доаѓа дефектолог, да, ма дома доаѓа ништо не одиме по болница, ништо не ни прават. Мада е тоа многу повисоко ниво и се стремиме и ние кон тоа ниво понатаму во развој. Да се воведе. Професоре, да поразговараме и за страбизмот, односно разрокоста кај бебињата. Дали е таа само офталмолошки проблем или може да биде и невролошко нарушување? До првите 40 дена е сосема нормално, затоа што не е уште развиен погледот со двете очи, значи координација на двете очи. 6 до 6 недели сосема нормално, повремено да има страбизам. После тоа може да биде и офталмолошки проблем, може да биде и проблем во движењето на околу гирите на нервите, околу гирите, абдуцен, сега тоа да не го објаснуваме пред публика. Меѓутоа може да биде невролошки проблем кој што бара соодветна стимулација и соодветна диагностика. Затоа што може да биде, ако е придружено со парализа на други нерви, може да биде процес во централниот нервен систем кој што некош бара итно Како родителите да знаат дали да се јават на офталмолог или пак на невролог доколку забележат ваков проблем? Матичниот лекар би требало да знае да процени дали се работи за централно и периферно. Секако голем дел и дури ако се работи централно, офталмолозите го забележуваат. Кај да појдат, ќе побараме помош. Ако дојде кај нас, ние ќе побараме помош од офталмологот, затоа што одредени делови само тие може да ги доработат. Ако појде кај офталмологот ќе побара наша помош, така да и тоа не е. Кај да одат нема да залутат. Нема така. Значи во однос на развојот на еден човек треба да знаеме коефициентот на интелигенција може прв да се процени на 5-та година. И од 5-та година до крајот на животот останува непроменет. Значи она што се менува, зависно тоа колку сме расположени да одговараме на тестирање, плюс минус 5%, 10%, меѓутоа тоа е невербален тест и останува непроменето. Она што се менува нашето искуство. Искуството го добиваме со стимулација. Значи, се што ќе научиме е полезно во животот. Мозокот бара постојана стимулација, затоа што ако не го стимулираме мозокот, во тој случај губи дел од своите функции, губи дел од синапсите, така да треба да се чита, да се дури карањето е позитивна стимулација за мозокот, така да. Не треба да се Значи некогаш и на карањето треба да гледаме од поинаков аспект. Се дека е продуктивно. Се дека продуктивно во однос на развој на синапси. Професор, што е тоа хипотонично бебе? Хипотонично или млитаво бебе е тоа кога не може да се движи, има изгубена мускулната сила, може да има чувани рефлекси, може да има према тоа разликуваме која е причината, може да има изгубени рефлекси. Дали е тоа секогаш болест? Постојат број милион причини кои што може да доведат до таа хипотонија, така да диференцијалната диагноза е огромна. Има една болест која што сега може да ја лекуваме, тоа е спиналната мускулна атрофија. За таа спинална мускулна атрофија треба да бидеме свесни. Се ова со изузетна хипотонија, тоа се вика жабешка положба, кај што детето нема фактички снага ни нозете ни раце да ги придвижи. Има бистар поглед, ве гледа и контактира со вас. Меѓутоа тоа треба брзо се диагностира затоа што во денешно време има генетска или генетски модифицирачка терапија со која што може да го промениме токот на животот. Интраутерино мајката ќе каже дека покрите биле послаби, значи веќе интраутерино може да дојде
да се посомнува на таква состојба кој ќе му каже на матичниот лекар. Фактички матичните лекари треба да бидат свесни и брзо да ги пуштат тие деца за диагностика. Убаво би било кој би имале скрининг за таа болест, затоа што оној момент кој ќе дадеме терапијата, ако ја дадеме пред почеток на симптоми, тие влегуваат во нормалната група. Тоа имаме многу популарни деца од таа група, кои што се по социјални мрежи, кои што се многу активни, не можам името без согласност на родителите да го кажам, меѓутоа веројатно ги следите по социјалните мрежи и по збиднувањето други. А доколку бебето има блага хипотоничност, може ли со одредени вежби да се надмине овој проблем? Секако треба вежби, мислам треба исклучување на главните причини, затоа што ако се работи за спинална мускулна атрофија, вежбите се неопходни и тоа без терапија нема да има никако подобрување. Вежбите се стимулација, стимулацијата секако неопходна. Ако е последица на анемија хипотонијата, тогаш треба да се коригира анемијата. Човек што е анемичен, бебе многу повеќе подноси анемија, и тоа човек што е анемичен не може да стане од кревет да се придвижи, така да покрај стимулација е неопходно коригирање на основната причина, ако е хипокалцемија, треба да се нормализира калциумот, така да многу големо прашање запативме. А ако се работи за може хипотонијата да биде дел од церебралната парализа, тогаш стимулацијата или физикална терапија необично важна да се почне колку што може порано за да се превенира понатаму кој ќе се ствара церебралната парализа, да се превенира тешка церебрална парализа. Ајде сега се извинам. Дури ако е тешка церебрална парализа, ако детето е непокретно, стимулацијата пак треба да одржиме квалитетот на животот со тоа што ќе превенираме оштетување на зглобовите или ќе ги намалиме, ќе превенираме со физикална терапија оштетување на рбетниот столб, така да додаваме многу на квалитетот на животот на тоа дете. Сега ќе одвоиме простор за неколку прашања од гледачи. Една мајка сака да праша дали хиперактивноста и постојаната потреба од скокање, трчање е карактеристична за надарени деца и на кој начин кај нас во Македонија може се утврди дали навистина детето надарено со висок коефициент на интелигенција, дали постои центар за испитување на хиперактивност АДХД кај нас? Да, постои центар за хиперактивност, тоа е Заводот за ментално здравје, тоа е клиниката за детски болести и било кој психолог кој што е опремен со имаше во Битола такви центри. АДХД е фактички болест на детската психијатрија, така да тука треба да се посоветуваат и колегите од детска психијатрија. И обично АДХД е поврзано со добра или надпросечна интелигенција. Меѓутоа АДХД не се диагностира пред 6-та или 7-та година. Децата до тогаш 7,5 годишно дете тоа е. Ако е треба да се и психолошка и евентуално консултација со детските психијатри, затоа што на време треба да се започне соодветна терапија и со соодветна терапија тие деца се враќаат во нормално функционирање, така да се смета АДХД синдромот за невролошко нарушување? Детско психијатриско нарушување, тоа е исто како аутизмот, болест од областа на детската психијатрија, и тоа педијатрите го разгледуваат затоа што најчесто тие деца бараат помош од педијатрите. Професор Еве, една мајка на 9-месечно бебе вели здраво, дали се потребни стимулативни вежби кај здраво бебе? Или само треба да се остави подолго време на под за самото да се развива? За жал, модерното семејство ги исклучува само мајката и таткото и детето. Иначе, колку што сеќам, кога растеа со баби и дедовци, таква стимулација добиваат децата, кога бабите и дедовци се разбира не работеа и не оде во пензија на 70 години. Рипа е скока, приказни раскажување, играње, криење и така натаму, така да тоа е една од главните стимулации кои што постоја во денешно време, бабите и дедовците ги именуваме со стимулативни методи. Кој ќе го ставиме на земја, треба да има некоја стимулација околу него, играчки кои што ќе го интересираат и треба да има интеракција со околината, со играчките не може да воспостави. Така да родителот не може да биде заменет во ниеден случај и родителот треба да биде тој кој што ќе организира стимулациите, кој што ќе го стимулира детето на одредени акции. Ако го ставиме само во градичката, тогаш не е баш пожелно. Значи пожелно е да има надворешна стимулација. Не цело време да биде во раце, меѓутоа се треба да биде избалансирано. Елвира прашува дали нормално 3,5 годишно дете да го повторува поставеното прашање од родителот наместо да даде одговор.
пак треба консултација со лекар, ако со психолог, а некојаш е тоа ехолалија, кој што дел од аутизмот, а некојаш е тоа дел од нормалниот развој, некојаш детето си игра така со родителот. Вака само ја немаме целата слика. Нити да може да му даеме дијагноза на детето, а може и да нема никаква дијагноза, може да си сосема нормално, а да се игра со родители така да треба пак да се консултира психолог кој што со соодветни тестови ќе процени дали се работи за ехолалија или само така, значи ова не е за невролог, туку е за психолог или пак детски психијатар. Па психолог може да ги процени тие работи. Така да повеќе психолози има во системот, така да. Ако или матичниот лекар, па матичниот лекар ќе види дали треба или не треба. Така. А професоре, дали фебрилните конвулзии, односно оние напади што се јавуваат при покачена температура, се невролошко нарушување? Па спаѓаат во неврологијата, меѓутоа се бенигна работа која што се одраз на недоволна матурација на мозокот и која што со зрење на мозокот се губат во одреден период. Тоа мислам дека веќе го зборував. Така, имавме опширно една емисија на таа тема. Како се манифестира тиве за гледачите кои што го пропуштиле тоа издание на нулата месец? Со губиток на свест, со помодрување, со пена на уста може да биде, со тресење на целото тело или една страна на телото. И тоа многу драматично изгледа. Секогаш мора да е висока температурата? Па обично да, ако треба да има, не треба многу висока, ако колку е пониска температурата, ако е под 38 веќе се комплексни. Веќе е друг ризик. Друг тип на конвулзии. Пак не знаеме до одредено време дали се работи за обични фебрилни или комплексни. Треба време да помине да тоа го издиференцираме. А како родителите да знаат дали се работи за фибрилни конвулзии или пак епилепсија? Бидејќи во тие моменти се во паника и не им е јасно. Докторите не знаат дали се работи за една за друга, затоа што некојаш има епилепсии кои што се провоцирани со покачена температура, така да ги третираме во почетокот како фебрилни конвулзии, меѓутоа оној момент кој ќе се посомневаме за епилепсија, може да има кон други дијагностички методи. За фебрилните конвулзии не е потребна нека голема дијагностичка метода, битно е да во текот на првиот напад бидат следени од доктор колку е помало детето, да не биде некоја инфекција, некој менингит. Ако има склоност за фебрилни конвулзии, веќе знаеме дека е тоа им сме многу посигурни и тогаш ги пак треба да ги следиме. И тоа веќе сме посигурни дека се фебрилни конвулзии, а не менингит или енцефалит. Меѓутоа и тогаш треба да биме внимателни, затоа што секогаш може да испуштиме нешто. А доколку детето има склоност кон фебрилни конвулзии, дали при секоја покачена температура родителот треба да користи чепче? Не, само ако има конвулзии, значи ако се бенигните фебрилни конвулзии, ќе има во текот на животот, ако се симплекс формата 2, 3, 4 напади. Може да нема повеќе ни од еден. А во текот на годината ќе има понормално до 12 инфекти во целата година. 12 пати по 3 дена да прима било каква превенција, тоа се во текот на тие 5 години кога е склоноста за фебрилни конвулзии, тоа се колку 6 месеци или година дена да прима терапија која што е претпоставено токсична. Од самите фебрилни конвулзии прво не трае доволно долго да направат оштетување на мозочето. Второ, тие деца се развиваат со нормална интелигенција, сосема нормално се развиваат понатаму во животот без никакви последици. Не е потребно давање на терапија која што може да направи повеќе проблеми од самите конвулзии. Ако е епилепсија, оправдана се даде терапија, меѓутоа ако се конвулзии, не. А децата што имаат фебрилни конвулзии, имаат ли поголема шанса во животот да развијат епилепсија? Нешто поголема, меѓутоа таа поголема шанса не е сигнификантна за понатаму. Нешто минимално се поголеми тие шанси, и тоа медицинската сигнификантност не оправдува никаков третман, затоа што тоа нема фактички evidence-based, дека evidence-based има, него нема сигнификантност која што бара други дијагностички методи. Нешто за 1% или некој поголем процент ќе развијат епилепсија понатаму во животот. Меѓутоа не се самите фебрилни конвулзии предиспозиција за епилепсија. Така, а што е, докторе, со спиењата, со нарушувањата во сонот, со месечарењето или пак со оние ноќни стравови кога децата спијат, но имаат отворени очи, врескаат, зборуваат неповрзано и слично? Невролошки проблеми или развоен? Прво, спиењето се развива со зрењето на мозокот. Значи, во текот на првата година првиот сон не е зрел. Првиот сонот почнува да созрeva на крајот на првата година, а негде до созревање на функциите на сонот доаѓаме до 5-та, 6-та, 7-та година. Фактички
оној момент кој ќе тргне во школа изгледа дека забрзано почнува да зареде спиењето, затоа што дете пред тоа што ви станувало во 5 сат, кој ќе тргне во школа, не сака да стане ни во 7, ни во 8, ни во 9 да оди во школа. Изгледа дека има некои такви работи. Иначе пореметувањето во сонот постојат, може да бидат предизвикани од најразлични причини, од стомачни болки до централни пореметувања, така да најголем дел од тие пореметувања не се страшни, не барат никаква терапија, кој што кажавте, стравот и терорите. Тие се последица одрас на нешто што станува во околината, некој процес што станува во околината кој што децата го преживуваат преку ноќ. Кај некои луѓе стравото станува во текот на целиот живот, така да после стрес се јавува, после некои состојби. Меѓутоа обично е состојба која што трае одредено време и се губи. Така да нема потреба никаква терапија. Може евентуално преку ден да има подобра окупационна терапија да се отстранат тие причини кои што довеле до стравот. Треба да се погледа во околината да не има страв од некоја личност во околината, да не претрпува некои травми и така. И моето последно прашање за денеска е поврзано со бунцањето, односно децата кои што ќе имаат покачена температура, па почнуваат неповрзано да зборуваат, и тоа изгледа страшно. И возрастни кои имаат висока температура, кога температурата ќе промени одредена граница, се јавуваат пореметувања во функционирањето на централниот нервен систем, за среќа тие се реверзибилни, и тоа не смее да се дозволи температурата да помине одредено ниво. Значи, што тоа значи? Температурата е секогаш продуктивна, затоа што со температура се бори организмот против тој што го напаѓа, против вирусот или против бактеријата, и со покачена температура успева да го намали бројот на тие патогени организми. Меѓутоа, ако дојде над одредено ниво температурата, тогаш почнуваат тие трески, губитоци на свест, на крајот посебно ние не се сеќаваме на маларијата, и јас немам видено во текот на мојот живот маларија, меѓутоа маларијата беше типично со треска, со силна треска, растење на температурата за време на таа треска и на крајот губиток на свест. Тоа сега може да го видиме и изнемоштеност, измалаксеност после таа треска. Тоа сега може да го видиме кај уринарните инфекции и многу често тие деца ни доаѓаат како конвулзии. Така да, кога ќе помине температурата од одредена граница, станува токсична и станува опасна и не треба да дозволиме. Треба да ги ладиме децата или со давање на антипиретици, или со бање со топла вода, или со масажа, со било што. Масажата е битно да се отворат крвните садови на периферијата, за да може да се олади организмот. Од колку степени треба да почнеме да им ја спуштаме температурата на децата? Не треба да се дозволи над... Секој дете различно, над 39,5 не треба да се дозволи да отиде. Некој дете ги столира и 40 и 40,1, меѓутоа веќе тука над 39,5 треба да бидеме внимателни. Многу е битно да добијат доволно течности. Така. Затоа што ако нема доволно течности, тогаш нема и како да се олади организмот. Така да течности, антипиретици и масажи и евентуално облоги. Така да смеат облоги ли да се ставаат на чело, бидејќи се велат не е убаво да се лади главата кај во близина на мозочето? Главата не се лади преку челото, не може мозокот да го оди, него пак е тоа површина преку која што се намалува телесна температура, исто кој што се намалува со облоги на нозе и на раце, така. Тоа е тоа. Да не се става концентрат на алкохол и концентрат на киселини, затоа што може да се направи оштетување. Значи, на кожата. На кожата, тука треба да внимаваме. Професоре, ви може да додадете уште нешто ако имате за температурата, покачената, тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи, продуктивна е често и треба да се толерира, меѓутоа ако не смееме да дозволиме да отиде прекомерни граници. А ако прекомерно лечиме, посебно после парацетамолот и кај некои инфекции со грипови, после тоа може да се јават хипотерми, паѓање на температурата под 36. И во таа ситуација што се презема? Си праќаат нормално. Децата обично добро ги подносат. Ви благодарам за вашето денешно гостување во 0+ месеци во магазинот за родителство. Никогаш доволно време за да се постават сите прашања. Еве остана уште низа други кои што ќе искористиме да ве прашаме на таа тема во некое друго издание на емисијата. Благодарам на поканата. Се надевам дека мојата дискусија беше нешто од корист и на публиката
на луѓето кои што слушаат. Така, вашето искуство и знаење се непроценливи. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани професор доктор Филип Дума, невропедијатар при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, беше денешен гостин во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Секој понеделник учиме за здравието на децата, токму на оваа фреквенција и во 12:45. До гледање.